Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Денес во посета на Прилеп доаѓа министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој освен по заплената на путер со поминат рок, ќе биде запаметен како најнеспособниот министер за земјоделство кој Република Македонија некогаш го имала. Откако Социјалдемократскиот сојуз ги остави со празни џебови тутунопроизводителите, следен чекор најверојатно им е уништување на тутунскиот комбинат. Затоа што Социјалдемократскиот сојуз единствено знае да уништува и да си поигрува со човечките судбини. Дали министерот ќе каже збор 2 за лошото менаџирање на тутунски комбинат во последната година, кој резултираше со рекордно ниско производство и низок откуп на тутун. Денес, на 70% откупен тутун од реколтата 2023 година, тутунски комбинат има откупено само нешто повеќе од 650 тони тутун, за разлика од минатото кога тутунски комбинат откупувал и по 4 милиони килограми тутун, слободно можеме да констатираме дека комбинатот е на рап на катастрофа. Согласно договорот склучен со Филип Морис, бројот на вработените требаше да се намали од 400 на 200 за поголема рентабилност на комбинатот. Затоа, комбинатот со пакети за финансиска поддршка го намали бројот на вработени на 190. Од сите лоши менаџерски одлуки кои се одлика на СДСМ, следна име нови вработувања како предизборен подкуп. За глас повеќе на престојните избори, менаџментот на тутунски комбинат како да решил да ги стави на коцка судбините на околу 300 редовно вработени и да вработи нови 70 на лица на неопределено време. На ваков начин директно се загрозува обновувањето на договорот со Филип Морис и работниот век на сегашните вработени. Пред неколку месеци јавно прашувавме која е идејата за поставување на Пачешковски за директор на тутунски комбинат. Одговорот веќе го добиваме. Како и во секој сегмент на животот на македонците, идејата на СДСМ е уништување. Овој пат сведоци сме на уништувањето на комбинатот со традиција од 150 години и реноме, комбинатот кој на сите прилепски фамилии им бил соработник и извор на финансиски средства. Дали целта на раководството од СДС е преку свесно уништување на комбинатот да се намали неговата вредност, за да посведочиме за уште еден бомбона бизнис, за како што знаеме од минатото, како комбинатот на крај би бил продаден на блиски луѓе од редовите на СДС. Од друга страна пак, кадрите на ВМРО-ДПМН во техничката влада, согласно можностите веќе ги испорачуваат првите позитивни резултати. Па така, благодарение на дополнителниот заменик министер за земјоделство Цветан Трипуновски, откупувачите го прифатија предлогот за зголемување на цената за откуп од 30 до 35 денари по килограм тутун. ВМРО-ДПМН има план и визија за добро менаџирање на институциите во интерес на сите граѓани. Тоа ќе го покаже и докаже после големата победа на предстојните избори.